Почитувани новинари, почитувани граѓани, денешната пресконференција е намената за секторот земјоделство, заради тоа што во изминатите неколку дена се случија низа на политички манипулации од страна на поединци од политички партии кои што сакаат да ги злоупотребат целосно фармерите и земјоделците. Водејќи се од тоа дека бев доскорешен министер, сметам дека целокупната јавност треба да биде запознаена со реализацијата на изборната програма, на што и сум лично горд, но и сум горд како дел од раководството на СДСМ, што најголем дел од изборната програма, ветена пред граѓаните, веќе во овој сектор е целосно реализирана. Одговорно, домаќински, како што доликува на една државничка партија, како што е Социјалдемократскиот сојуз, ги решаваме проблемите на граѓаните и се грижиме за нив. Земјоделството е еден од носичките столбови на нашата македонска економија. Затоа бевме и се уште сме фокусирани на конкретни мерки кои што значат вистинска грижа, а не злоупотреба на земјоделците, рентабилно изголемено производство и зголемени приходи кај фармерите. Особено сум горд на тоа, не лично заради мене, туку заради опцијата социјалдемократска, зад која што цврсто стојам, и заради земјоделците кои што заслужуваат конечно вистинска грижа. Потврда за тоа се изминатите 2 години во кои што владата предводена од СДСМ се посвети на унапредување на земјоделството и грижата кон нив. За прв пат после 11 години имаме редовна, континуирана и неселективна исплата на субвенциите, без правење на било какви партиски списоци, за што бевме сведоци. Дополнително се исплатени и за останатите долгови кон земјоделците. Така од 1. јуни 2017 година па се досега се исплатени долговите на Груевски и на претходната власт од 2013, 2014 година, 2015 година, кои што беа натрупани, а во тој период средствата беа пренасочувани кон непродуктивни трошоци. Наместо проблемите да ги ставаме под тепих, како што тоа го правеше ВМРО-ДПМН, решивме целосно да се соочиме со нив и да ги решаваме во интерес на земјоделците. Решивме долгогодишен проблем што ги тиштеше лозарите од тиквешијата. Донесовме посебен закон, лекс специјалис, за да ги решиме неисплатените субвенции од 2014 до 2016, односно неисплатеното грозје од тој период. 2048 лозари, благодарение на носењето на овој специјален закон, со кој што се решија проблемите кои што ни ги остави претходната власт на Повардари и Стефани Винарија, беа исплатени над 1 милион евра. Над 1 милион евра во претходните неколку недели добија 6240 лозари за дополнителната субвенција од 1 денар по килограм предадено грозје во регистрираните винарски визби. А претходно, во февруари, а не во септември, беа исплатени редовните субвенции за лозарите. Во еден ден, на сите, без никаква селекција, без никакви списоци. 9 милиони евра за сите лозари. Решавајќи ги напластените проблеми од минатото, со силна посветеност и максимално вложен труд, истовремено работиме и на развојните елементи во земјоделството и руралниот развој. Ја зголемивме финансиската поддршка за промоција на македонските производи, вклучително и на македонските вина, што веднаш резултираше со раст на извозот на македонското вино за 9%. Со лозарите како наши партнери разговаравме за измени на законот за вино. Денес овие измени се во собраниска процедура. Со овие измени ќе имаме драстичен раст на нови мали бутик и семејни винарии и зголемена поддршка на индивидуалните производители. Со овие измени очекуваме зголемено производство, многу разновидна понуда на нови вински артикли и развој на винскиот туризам кој што има развоен потенцијал во нашата земја. Лозарите кои што имаат развоен потенцијал, веќе втора година поред добиваат 20% зголемени субвенции.
така како што јавно и транспарентно беше ветано пред граѓаните и пред земјоделците во 2016 година. И ова е завршено. Ако ја вкалкулираме и новата мерка, која што веќе е имплементирана, а е дел од нашата изборна програма, мерката за зелена нафта, во која што најголем дел повторно исто така добиваат и лозарите, евидентно е дека успеавме да ги намалиме трошоците за самото производство, што само по себе носи поголем профит при продажба на грозието. Просечните откупни цени на наодгледуваните сорти Смедеревка и Вранец во 2018 година, како резултат на сите политики, се зголемени за 11% од истите во 2016 година. А воедно цената во 2018 година на откупот е и најголемата откупна цена во последните 7 години. Токму затоа е нервозата во ВМРО-ДПМН и токму затоа се овие политички манипулации со самите земјоделци. Зголемената финансиска поддршка, зелената нафта и пристојната цена е успешен сублимат на нашите политики, заложби и реформи кои не застануваат тука, туку напротив денес се движиме во правилна насока, на прав пат, со влада и институции, чишто главен приоритет во агросекторот бил и ќе остане единствено интересот на секој земјоделец, а не на политичките партии и поединци, без разлика на нивните разлики. Дури и кога временските непогоди и штетите беа предизвик за земјоделците, институциите беа на ниво на задачата. Успеавме за краток временски период да штетите од 2017 година, заглавени низ законските лавиринти оставени и креирани од претходната влада, ги затвориме и да ги исплатиме. Во следниот период очекуваме целосно заокружување и исплата на сите штети и од претходните години, оставени како долг на претходната влада. Совршено функционира новата реформа уште од првата година од мандатот и за првата реколта во делот на субвенционирањето на тутунот, значајна македонска и бренд култура. Тутунарите добија поголеми субвенции, така како што беше ветено 2016 година. Односно за прва класа од 60 се зголемија субвенциите на 80 денари, за втора класа се зголемија од 60 на 70 и за трета и другите класи 60 денари субвенции. Односно 5 милиони евра повеќе субвенции или повеќе пари назад кон тутунопроизводителите годишно. Тогаш велеа дека ќе дојде Зоран Заев на власт и дека ги укине субвенциите. И тогаш и сега манипулираат со фармерите, тутунарите и лозарите. Но и тогаш и сега не им успеа и нема да им успее овој начин на работа. Тутунарите бараа и добија поттик да производуваат високо квалитетен тутун, што има сериозен импакт и на откупната цена. Зашто говорат фактите и аргументите? Дека во изминатите 2 години се постигна историски највисоката цена на откупот на тутунот. Во 2017 година беше највисоката историска цена од 217,6 денари по килограм, со дополнително зголемени субвенции, а 2018 година просечната откупна цена беше 214,5, дополнително со зголемени субвенции. Она за што се залагав беше поголема цена и поголем профит за одгледувачите за ова можна, многу важна традиционална македонска земјоделска култура. Тутунарите знаат дека она што го ветивме, го реализиравме. За земјоделците е најважно да имаат економично производство. Затоа ја ветивме и ја реализиравме. Мерката зелена нафта. Клучното ветување од нашата програма зашто ВМРО-ДПМН 10 години гласаше како влада и како мнозинство против во собранието. Преку оваа мерка и носењето од страна на новото парламентарно мнозинство на законот и имплементацијата, денеска 55.000 земјоделци кои што имаат и одгледуваат поледелски, градинарски, овошни, лозови насади, имаат можност и веќе добија 30% поевтина нафта за земјоделска механизација. Добија картички, добија средства
кои што веќе денеска ги користат и ги искористија и ќе ги добиваат секоја следна година. На овој начин, само во текот на ова лето, 3 милиони евра нови пари и поголеми и нови средства вративме назад кон фармерите. Во насока на порентабилно производство, со мерките од ИПАР 2 програмата, им овозможуваме на земјоделците да ја обноват дотрајната механизација, а на првиот јавен повик во 2017 година доделивме 665 трактори, кои што веќе се испорачани и кои што веќе се исплатени, во износ од 5,4 милиони евра. Интересот на земјоделците е наш врвен приоритет и затоа секој наш чекор, секоја наша мерка е во насока на придобивка за земјоделците и нивната заштита. Со измени на Законот за персонален данок, повторно така како што ветивме во 2016 година, дека ќе го подигнеме прагот на ослободување на персоналниот данок за земјоделците од 300.000 на 1 милион денари, истото е направено и веќе денес земјоделците со основна дејност земјоделство, со приход наместо до 300 до 1 милион денари, имаат право на поврат на данокот, односно имаат право на нови средства да си повратат назад од државата. Со што уште повеќе земјоделството станува порентабилно за самите фармери. Активно вложуваме во обезбедување на услови за работа на младите земјоделци, со цел оваа стопанска гранка да стане поатрактивна за младите луѓе. Наместо да аплицираат во сред ноќ и да им се дават инструкции, овозможивме на секој оној кој што исполнува услови да добие грант од 10.000 евра. Затоа, уште во 2017 година се склучија 424 договори за грантови од по 10.000 евра. Со овие пари веќе се набавени нови трактори, приклучна механизација, модерни системи за наводнување, опрема за пчеларство, ладилници и друга опрема и механизација. Со цел поголема искористеност на мерката и поактивно вклучување на младите, оваа година поддршката е зголемена од 10 на 20.000 евра. Ветивме во 2016 година дека ќе ги ослободиме младите земјоделци од плаќањето на концесија 3 години. И тоа го направивме со последните измени во текот на летото, кога се промени Законот за земјоделско земјиште. Веќе младите фармери на сите следни јавни повици, јавни огласи и секој оној кој што ќе добие земја од државата ќе биде ослободен 3 години од плаќање на самата концесија. Како политичка структура, која е силен поборник за родовата еднаквост, се посветивме на креирање на мерка за поддршка на жените, кои живеат и работат во руралните средини. Од оваа година, за прв пат од кога е активна програмата за рурален развој, жените кои што се занимаваат со земјоделство и преработки, ќе може да аплицираат и да добијат неповратен грант од 3.000 евра. Затекнавме состојба во која што сточарството беше запоставено, а сточниот фонд се намалува. Во консултација и со сточарите, и со преработувачите, обезбедивме услови и средства за набавка на добиток со висок расен генетски капацитет и потенцијал, со што директно нови средства вложуваме во земјоделството. Само оваа 2019 година за ова мерка се склучени договори во износ од 150 милиони денари или 2,5 милиони евра. Така како што ветивме, го намаливме и данокот на додадена вредност од 18 на 5% за ветеринарно-медицинските препарати. Наместо закани, уцени, притисоци и селективен пристап што беше одлика на владењето на ВМРО-ДПМН, денеска градиме силен партнерски однос со земјоделците, следејќи ги нивните барања и реализирајќи ги нивните потреби. Секогаш кој е потребно, навреме носиме мерки, нови одлуки, со единствена цел да не се трпат загуби и да се зголеми профитот. Во овие изминати години се донесоа десетина интервентни мерки за откуп на домати, јаболка, праска, лубеници и за сите земјоделски производи, за што дополнително, како интервентни мерки или како дел од овој интервентен фонд се исплатени повеќе од 5 милиони евра. Оваа година, со ребалансот кој што е во собрание, ќе ги затвориме сите дупки кои што ни беа оставени од минатото. Односно, целосно ќе ја заокружиме исплатата на субвенциите
од претходните години. И за оризова арпа, и за пиперки, и за домат, и за грозија, и ќе биде заокружена исплатата за млеко. За земјоделецот е најважно да има сигурен пласман на своите производи. Затоа изминатите 2 години се фокусиравме на создавање на услови за изградба на откупно дистрибутивни центри. Не затековме ниту една локација, не затековме ниту една студија, не затековме ниту еден проект за откупно дистрибутивен центар за кој што многу се зборуваше во претходните 10 години. Денеска сме горди што со помош на Светска банка и Факултетот за земјоделски науки и храна е заокружен процесот на дефинирање на локациите, направени се сите студии и следи процес на реализација со помош на Светска банка за изградба на 3 големи откупни центри на локации во Струмица, Ресен и Скопје. Инвестициите веќе ќе започнат. Владата предводена од СДСМ за прв пат објави инвестицијски оглас за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп, што представува дополнителен придонес за сигурен пласман и производи со повисока додадена вредност. Се подпишаа веќе 16 договори, кои што се во износ од 11 милиони евра инвестиции во нови винарии, во нови кланични капацитети, во нови оранжерии и во развојот на примерното производство. Во овие 2 години е постигнат значаен напредок во искористеноста на мерките од ИПАР 2 програмата. Затоа и неформално сме прогласени за лидери во регионот во искористеноста на ИПАР. На првиот повик, кој што се објави во 2017 година, се склучени рекордни 947 договори, со кои што се поборуваат 22 милиони евра. 10 години не беа склучени оволкав број на договори, колку што во само еден повик тоа го направивме. На 540 апликанти веќе им се исплатени 7,3 милиони евра за инвестициите кои веќе се реализирани. Со забрзани процедури и транспарентно работење, денес имаме нови винари, кланици, млекари, преработувачки капацитети, оранжери и најнова механизација поддржана од ИПАР и од европски средства. Во насока на поголема искористеност на европските фондови, преку неколку јавни повици, веќе ја заокруживме постапката на откуп на земјоделското земјиште од страна на собствениците на оранжерии. Се со цел да може да искористат европски пари и да градат нови објекти. На тој начин се откупени 186 хектари земјоделско земјиште, што представува една од клучните реформи и реформски процеси во земјоделството во овие 2 години. Инвестиравме во капитални објекти за трајна употреба на земјоделците. Завршена е реконструкцијата на браните Пишица, Мавровица, Слатино и Дрен, а во моментот се градат браните Конскон, Равен Речани и Равен Речица. Дополнително, во моментот се активни градежните активности на втората фаза од системот за наводнување на 2000 хектари во Валандовско, Јужно-Вардарска долина. Проект вреден 24 милиони евра, за што добивме 4 милиони евра нов грант. За подобрување на животот во руралните средини поддржавме 204 проекти на општините во износ од 38 милиони евра. И како што вчера видовме во Берово, во Владимирово, така и насекаде имаме 204 проекти нови кои што се градат во сите општини. Тоа се нови локални патишта, водоводи, канализации, затворени пазари и нови излетнички места и нови проекти во руралниот развој. Градиме подобра рурална инфраструктура и отвараме широка врата за развој на руралниот туризам и раст на економијата во руралните средини. За подобрување на пристапот до обработливите земјоделски површини, за прв пат Министерството креираше нова мерка за поддршка на инвестиции и градба на полски патишта. Веќе од минатата година полските патишта се градат и се склучени 24 договори во 24 општини, а оваа година имавме нов повик на кој што веќе аплицираа сите центри за развој на планските региони и општините, се со цел буквално насекаде низ целата земја да ги изградиме полските патишта кои што се потреба на самите земјоделци. Почитувани, наместо на барок, наместо на споменици, наместо за жални врби
и лажни палми и не знам уште што, на кој што ВМРО-ДПМН потроши стотици милиони евра пари на граѓаните. Ние, како одговорна партија, како честна и одговорна структура, парите ги насочуваме назад кон граѓаните, назад кон земјоделците. СДСМ останува посветена на креирање и спроведување на нови аграрни политики и обезбедување на домашни и европски средства кои што ќе го напредат македонскиот аграр и ќе го зацвртат земјоделството како силна економска гранка. Затоа, новата комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство на Социјалдемократскиот сојуз веќе започна со креирање на амбициозна и реформска програма за сите следни политики кои што ќе бидат од интерес на земјоделството и граѓаните. Ќе имаат целокупната моја поддршка и поддршката на со целиот капацитет, се со цел да креираме нова програма со која што ќе излеземе повторно и пред земјоделците и пред граѓаните. За нас зборот важи.